Каблите на операторите да бидат подземно поставени. Ова го побарала локалната самоуправа од сите оператори, потврдува градоначалникот Чадиев. Во скоро време се очекува сите оператори подземно да ги постават каблите, што ќе придонесе за подобра слика, но и полесно завршување на инфраструктурните проекти во градот. За да веќе немаме надземни кабли, за информација на граѓаните на Велес, имаме дадено сугестија и ајде да не кажеме наредба на операторите да во иднина полека ги отстрануваат оние жици прајажени што се сплетени през сите улици во градот, дел по дел, да нема да има веќе надземни кабли. Тоа значи секи оди подземја. Значи операторите конкретно мораат сета инфраструктура да стават на улиците подземја. Подземното поставување на каблите ќе се одвива во две фази. Во првата фаза обврската ја имаат кабелските оператори. Потоа ќе следат и работите на ЕВН. Градоначалникот Чадиев вели дека честопати токму големиот број на кабли предизвикуваат дополнителни проблеми во работите на службите. Прва фаза е кабелските оператори, втора фаза се ЕВН. И они ќе треба да ги стават И они ќе треба континуирано полека да ги ставаат, значи првата фаза ја гледаме како ќе се одвива, ни дава одредено искуство, значи зборуваме за долгорочна политика во овој сегмент. Значи, кога ќе поминете на некои улици низ градот било каде, да кажеме на Крали Марко, на Мирчацев, било каде, гледате дека се е преплетено со кабли. И тоа ни укажува и неодамнешната интервенција на Мегдан, на пожарникарското возило каде што беа искинати каблите, за да може да стигне возилото. И покрај тесните улици што се природно, нели, стотици години, меѓутоа и каблите направија дополнителна тешкотија. Представниците на операторите веќе оствариле средба со надлежните, а дел од нив и отпочнаа со работите за подземно поставување на каблите.